Штип и Карбинци го живеат вториот карантински ден од вкупно 3. Животот во овие две општини е сведен на минимум. Веќе втор ден поред штипските улици се празни. Најголем дел од граѓаните се затворени дома. Единствено место за раздвижување им се балконите или оние малку посрекните се шетаат низ дворовите. Но карантинскиот викенд е причина за попуштање и на трапението и на нервите. Не е еден ден. Више седењето дојде до тука. Треба да се испадне, се треба да се поштуваат и законите, али нас ни е досадно вака. Мора да се ослободе, мора да преземат некои мерки, не може вака. Не само ние, јас што немам работа, се занимавам. Ама луѓе имат земјоделие, треба да работе, фабрика отворил луѓе таму, вамо. Нечи не, мај и да постоја епидемијата, можда опасна, али работа треба да тече. Работа инако, за да поминеме времето. Сепак, карантинот не ги сопре целосно активностите. Сточарите и земјоделците и денес мораа да си ја вршат својата работа. Малку е незгодна работа, секаде не само кај нас во државата и пак бари почитуваме правилата. Сега сите на тоа кое сме се доделе детално да речем општо за мене, кај јас сум 13,5 години земјоделец, мора да љубуваме, имаме дозволи за транспорт, имаме дозволи за комуникација што треба и почитуваме ги малку правилата, али како е така е, поскоро да се искорене во да видиме сите кој што е било пред 2 месеци и така да, веќе ќе дојде на подобро. Работите вие што имате? Сега ќе идеме да балираме и онче за балирање, но ќе ска малци под една ситна росичка, така, сега е Исто е и во некои производствени капацитети, но не и во текстилните фабрики, каде втор ден поред не се работи. Контролите покажаа дека забраната за работа на фабриките од текстилниот и кожарскиот сектор во Штип целосно се почитува. И денес, во дел од нив, во тек беше тестирањето на работниците за присуство на COVID-19. Од понеделник, сите оние кај кои тестот се покажал негативен, можат да продолжат со работа, а останатите остануваат во задолжителна изолација. Во последните 24 часа се регистрирани 17 нови случаи на корона позитивни во Штип. Најнапред излегоа резултатите за 3 земени бриса, а потоа уште дополнителни 14 тестови се покажаа како позитивни. Регистрирани еден случај во Делчево. Според епидемиолозите, на ниво на држава расте бројот на инфицирани деца. Потврдени се дури 34 нови случаи.